Во емисијата во живо го поздравувам Венче Билбиловски, член на пчеларското здружение Матица. Венче, добар ден. Добар ден и благодарам на поканата да учествуваме во вашата емисија. Дали се загрозени македонските пчели и воопшто пчелите на глобално ниво? Значи, во последниве децении сведоци сме се повеќе на загрозеноста на инсектите опрашувачи, меѓу кои спаѓаат и пчелите, односно пчелата Апис мелифера. Сето тоа се должи на неколку фактори, како прво најзначајно би ги спомнале климатските промени, загаденоста на воздухот и несоодветното третирање или преголемото третирање со пестициди на овошките. Иако знаеме дека пчеларството представува како еден дел од ланецот за производство за здрава храна, односно општо за производството на храна, бидејќи учествува во производството некаде до 70% преку опрашувањето на растенијата. Што треба конкретно да се направи да се заштити македонската пчела? Па конкретно треба, значи, кога станува збор за глобалното затоплување, ние тука не можеме многу да влијаеме, меѓутоа сепак може да се каже дека со преземање на соодветни мерки, пренесување на пчелите во повисоките места, пошумувањето, сето тоа може на некој начин да се ублажи. Затоа што сведоци сме последнава деценија, кога во април месец, значи, се најдобрите услови за развој на пчеларството, тогаш температурите паѓаат испод нулата, значи на 4-5 степени, така да доваѓа до комплетно уништување на целата вегетација и во тој момент, значи, пчелите остануваат без храна, ослабува нивниот имунитет, така да ние сме на некој начин принудени во тој дел да преку дохрана, преку наши активности да ги спасиме пчелите. Меѓутоа, треба да се напомне дека нектарот што го добиваат од цветовите, значи пчелите, никогаш не може да се замени со никаква храна, бидејќи и да туриме ние некои сирупи, доколку нема полен во природата, значи сето тоа би било минимално или незначајно. Меѓутоа, сепак, за да на некој начин опстанат пчелите, ние сепак мора да интервенираме. Во другиот дел, каде што викаме дека пестицидите многу влијаат, бидејќи ние имаме заедничка соработка со земјоделието, со земјоделците, сме врзани во тој ланец преку опрашувањето на пчелите, значи и тие го зголемуваат приносот, како што рековме, на одредени овошки или растенија или градинарски култури, некаде до 70%, значи и тие треба да бидат во дослух, да што помалку ги користат тие препарати, односно да се почитуваат правилата на Европската Унија, кон која и ние стремиме, да се употребуваат препарати кои што не се штетни за пчелите.